Кавадарци денеска се одржа расправа за националната стратегија за културниот развој во Република Македонија од 2018 до 2022 година. Ова расправа ја организира Сдруженијето од Струмица Транзен, кој има за цел преку ова расправа, која во Кавадарци привршува, се одржава голем број на градови на Македонија, да се изготви националната стратегија за културен развој на Република Македонија до 2022 година. Конкретно националната програма ќе ги содржи мисијата, вредностите, стратешките линии за развој, посебните цели во областа на културата по поодделни области, а ќе ги содржи и сите други елементи кои се поврзани со културниот развој на државата. Се работи за департизација и демократизација, децентрализација, деметрополизација на културата, развој на интеркултурниот диалог и граѓанскиот концепт на култура, на рамномерниот и рурален развој на културата, за партиципативноста на културата, односно еднаков пристап и учество во културата за сите граѓани и соодветно вреднување на сите настани кои ќе се случуваат во наредниот 5-годишен период. Сдруженијето Транзен од Струмица успеа да ги собере на едно место во галеријата на Домот на културата речиси сите чинители од оваа област во Кавадарци, а се работи за голем број на ликовни уметници, представници на литературниот збор, представници од културните институции, музичари, наставници од областа на културата, медиумски чинители во оваа област, како и работници во културата, како и други граѓани кои се интересираа за развојот на културата во Република Македонија. За самиот проект, односно за ова национална стратегија која во 2017 година ќе бара имплементирање со конкретно апострофирање на вредностите или нивно материјално вреднување, говореше Златко Теодосиевски, кој за РТК го рече следново. Ова е последна расправа од овој турнус во ноември месец. Практично Кавадарци остане условно на крајот на тој циклус. Целната група е културата, се разбира. Иако стратегијата зафаќа малку и пошироко, меѓутоа културните институции се оној најбитен сегмент кој е засегнат со стратегијата за културниот развој. Организатор е Министерството за култура и Сдруженијето Транзен, Сдружение за култура и развој од Струмица, која што работи со локалните невладини организации. Искуствата се горе-доле слични, зашто слични се и проблемите на културните институции. Највеќе ги засега проблемот на идната децентрализација и со право ги засега, зашто тоа е директно ги задира во нивната работа и ако сакате дури и во оној материјален дел, во платите, во материјалните трошоци, во програмските трошоци. Тоа е некаква централна тема на сите тие расправи. Искуствата се различни, но кај сите присутна, ајде да не речам страв, меѓутоа нелагодност, зашто смета дека културните институции или дел од нив во случај на преминување на финансирање во локалната самоуправа ќе добиваат помалку пари, ќе имаат помали плати, што во принцип не е точно, не е така. Парите не секогаш единственото решение. Мислам дека ни фали и подобра организација и ни фалат стандарди. Стандарди кои нема да се темелат на наши произволни желби, туку стандарди кои ќе се темелат на некои европски искуства и кои што и кај нас ќе внесат нов начин на работа. Ние отворивме и посебен мејл за сугестии, за белешки по предлог стратегијата, ама кај нас се уште луѓето како да немаат навика да пишуваат, да се допишуваат со мејлови, се уште им е поедноставно вака директно да разговараат, размена на мислења, па ако сакате и полемики, се разбира. Така што овој начин се покажува плодотворен.